Анархија, да, точно. Не, затоа што законот кажува дека може да се За кој закон зборувате? За овој досегаш да може да се протестира каде сакаш. Да. И полицијата она што Тоа вече уставот го кажува. Затоа не законот. Законот е под уставот и го разработува членот од уставот. Предпоставам дека ви е јасно. Мене ми е јасно, дали на вас ви е јасно? Не. Добро, емисијата има да го видиме. Законот кажи ми кај ви се забранува. Поентата на еден протест е токму тоа да го блокира нормалниот тек на живење, зашто само така може да го привлече скапоценото внимание на власт. Ова е ставот на Маја Б. Талеска и нејзините соговорници. Република Македонија доби нов закон за јавни собири, по својата суштина спротивен на нејзиниот најсвет законодавен акт – Уставот. 15 години во Уставот стоеше дека само во услови на воена и вонредна состојба може да биде ограничено правото на мирно собирање и изразување на јавен протест. На власта веќе не се допаѓа тоа. Деновиве изгласа закон со кој на граѓаните им дозволува да протестираат само на место соодветно за таа намена. Дали се уште сакате да зборуваме за македонска демократија? Секоја влада би посакувала ваков закон, меѓутоа може да го донесе влада од типот на Фидел Кастро или на Муамер ел Гадафи. Се прашаме што мислат во Грција, каде што беше блокиран сообраќајот 4 недели од граничниот премин Богородица па до Солун, кога земјоделците протестираа. Се прашаме што мислат во Франција, каде што кога страјкува аеродромските работници, цела Франција беше блокирана 2 недели. Власта реши да го заузда граѓанското незадоволство. Им фрли погрешна коска на една група граѓани што ја повика да бара надомест за штета поради протестите на другата. Опозицијата пак без пардон ја истроши дебатата за основното човеково право во корист на сопствената тесна партиска агенда. Толку. И едните и другите го избраа нивото на малска кавга за комуникација. Граѓаните повторно беа надвор од неа. Според уставот факт е дека им се ограничува правото. Па сега дали на граѓаните нас дали ни смета, тоа е друго прашање. На секоја влада ќе и смета нон-стоп протести да има, без разлика која влада е. Они го прават своето, они ќе го донесат законот. И што можеме ние? Истото се знае дека тоа така ќе биде. Како што ќе кажат, они така ќе биде. Ние сме немоќни. Луѓето си бара правата и ако шегува некаде во неколивата, може да се тоа и 10 години, никој не више нема да преземе мерки. Во право се луѓето. Мислам некои права која бараат, се ги изразуваат на тој начин. Веројатно не може да постигнат на друг начин. Освен Хелсиншкиот комитет за човекови права и моментно засегнатите тутунари и Сдруженијето Глас на светлината, сите други се повеќе загрижени како ќе стигнале на работа, отколку тоа дали некој има морално право да ја ценка демократијата на ситно не баре бакалска стока. Владата наместо да се занимава со решавање на проблемите кои што го предизвикуваат незадоволството помеѓу граѓаните, таа ги ускратува, ги кастри нивните демократски права, ги крши основните демократски начала и се обидува да ги пригуши граѓаните и нивната волја. Токму затоа сметаме дека овој закон е преца недемократски, тоталитарен и против уставен. Нашето здружение остави алтернативни пролази каде што ќе можат граѓаните да поминуваат, односно целиот град да функционира. Тоа е задача на Министерството за внатрешни работи, кој што треба да обезбеди проток во оваа насока. Доколку е потребно, ние овој закон ќе го прекршиме свесно, затоа што сме свесни и дека претениците кои што ќе го донесат и ќе пристапат кон измени на ваков закон, го кршат самиот устав. Тогаш санкциите до нив би требало да бидат поголеми. Протестите не се ни пензионерско матине, ни улична камерна представа за некој на граѓаните да им определува каде тие ќе го изразуваат своето незадоволство.